уставно, правно, судството е поставено како независна, како трета власт. Се додека немаат сваќање за својата улога во системот, улога која што ќе значи заштита на човековите права, улога која што ќе значи брана од политизацијата, тие не може да го добијат заслуженото место. Држава во која што имате слаба опозиција има ризици во себе. Амнестирање на моќници, промовирање на принцип на неказнивост е нешто што прво го руши системот на владење на право, а второ ќе биде пречка и на нашиот пат кон Европска унија. Мислам дека ние како држава веќе подолг период ги чувствуваме последиците од застојот во европската интеграција и тоа го гледаме преку големиот степен иселување на граѓаните, незадоволство од квалитетот на животот во земјата, слабоста на испорака од државните институции кон граѓаните. Не сакам да мислам дека се работи за некој да профитира врз пациентите. Искрено, овие процедури, ево јас, например, сум видела лично пациент каде што е направен бајпас на нога, каде што нема потреба, неговата нативна природна артерија е проодна и теоретски пациентот во моментот нема компликација. Меѓутоа, поминал хируршки зафат кој можел да има оперативни, постоперативни компликации и теоретски во тој момент го загрожуваш и животов на пациентов, што е недозволиво. Во иста недела две пораки од Брисел и од Венеција. Потребни се уставни промени за Европската унија поради бугарското малцинство во Македонија. За експертите од Венеција, поради јакнење на независноста на јавниот обвинител. Во тренинг после подолг период медиумска абстиненција. Гостинка е професор доктор Рената Десковска, која неодамна беше избрана за подпредседателка на Венецијанската комисија. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Професорке, најпрво честитки за изборот. Ви благодарам и на сите мои сограѓани кои што ми упатија честитки директно или индиректно и среќна сум што еден вид поддршка и одобрување најде мојот избор кај граѓаните, така што заедно со мене ја споделија радоста, споделена радост е секогаш поголема. Кој ве номинираше? Каква беше целата таа процедура? Значи, процедурата за избор на раководството ново во Венецијанската комисија оди на начин што прво комисијата избира така наречен совет на мудри луѓе, wise persons. И тука членуваа поранешните, односно почесните председатели, двајца почесни председатели и еден поранешен председател на Венецијанската комисија и двајца луѓе кои што се веќе долго време во Венецијанската комисија и кои што уживаат посебен углед. Така што тие направија предлог за новото раководство и од, да речеме, од неколку кандидати кои што ги разгледувале за председател, номинира, односно предложија една нова сегашната председателка и од некои луѓе кои што ги разгледувале за подпредседатели предложија тројца кандидати кои што потоа поминаа преку бирото и претходното председателство и таму на одобрување и на крајот дојдоа на пленарна седница на Венецијанската комисија. Со тоа што во петокот, значи првиот ден се избираше председателката, професорката Марта Картабија, која што е поранешна министерка за правда и поранешна председателка на Уставниот суд на Италија, во моментов е професорка на Универзитетот Бокони на Правниот факултет во Милано. Така што по нејзиниот избор за председател, во текот на денот ги правеа тие и последните консултации со неј за сепак дали таа ќе се согласи со листата која што тие ја креирале за новото раководство. Така што во текот на вечерта беше дистрибуиран писмен предлог кој што сите членови можеа да го видат и во саботата на утринската сесија првата точка беше избор на подпредседатели. Јас сум среќна дека изборот помина едногласно, што значи буквално никој не имаше против, имаше едно општо прифаќање и консензус околу предложените кандидати. Кој прв од македонскиот естаблишмент ви го честита изборот? Па еве сега, јас не би сакала да истакнувам јавно, но
веднаш што ми излезе веста, нашата председателка ми се јави лично, со оглед на тоа што и таа била член на Венецијанската комисија, ми беше професорка, јас сум била нејзин асистент додека бевме на факултетот и таа го знае значењето на Венецијанската комисија и лично ми честиташе уште во текот на сесијата. Навистина добив и честитки од многу други луѓе, без оглед на партиски позадини, функции, пријатели, така што мислам дека во тој дел сум среќна и задоволна што имаме едно општо прифаќање. Колку и како се имплементираат сугестиите во домашното законодавство по рецензиите од Венеција? Ние сме задоволни од степенот на имплементација, заради тоа што Венецијанската комисија навистина до сега го има уживот на угледот на непристрасна и на професионална комисија и земјите со добра волја го имплементираат. И тука е интересно што Венецијанската комисија дава еден вид на стручна и правна помош на земјите кои се стремат кон Европската унија, значи во делот на реформите кои што ги прават, но исто така дава и мислење во земји кои што се веќе членки на Европската унија. Така што ние сме задоволни и од едните и од другите во степенот на имплементацијата на мислењата. Но мислењата не се единствената форма која што ја даваме како правна помош, како правен совет, туку например се прават и извештаи генерални кои што се однесуваат на определено прашање и потоа тие извештаи служат како основа на земјите во градењето на законодавството. Сега најново во текот на оваа сесија се апдейтираше, ние го нарекуваме Rule of Law checklist, односно чек-листа на владењето на правото, кај што се содржани принципи во кои што државите треба да водат сметка при својата работа дали станува збор за работење согласно на владењето на правото. Имате таму, например, принципи кои што се однесуваат на начин на носење на закони, принципи кои што се однесуваат на градење на законодавство за независно судство, обвинителство, човекови права, правна сигурност и слично. Така што со оглед на тоа што и владењето на правото и концептите се веќе се осовременети, значи имате веќе развој во таа сфера, вештачката интелигенција си носи своји предизвици, така што и во тој дел правиме усогласување и на оние генерални принципи кои што не се однесуваат на конкретна земја, туку што се однесуваат на сите. Двата закони за јавното обвинителство, зошто предложивте двотретинско мнозинство во собранието за избор на обвинител или избор со 80 гласови наместо досегашните 60 за негов избор и разрешување? Тоа меѓу другото се предпоставува дека се неопходни тука и промени на уставот. Значи јас она што е водечки принцип на Венецијанската комисија е дека членовите на Венецијанската комисија, бидејќи јас воедно сум и член на комисијата и како член сум избрана за подпредседател, немаат право во јавност, ниту пак на седница, да коментираат било што од мислењата на комисијата кои што се однесуваат на земјата од која што тие потекнуваат. И тоа е, знаете, заради почитување на оној принцип, не можете да бидете судија во сопствениот случај. И целта на Венецијанската комисија е секогаш да биде непристрасна, бидејќи јас никогаш не би можела да бидам непристрасна кога е мојата земја во прашање. Секогаш ќе сакам да ја помогнам, да одиме полесно понапред и тоа е природно. И за да не се случува такво нешто, значи постои едно правило кое што е запишано дури во нашите етички кодекси, дека ние не смееме ниту да гласаме, ниту да коментираме прашања кои што се однесуваат за нашата држава, така што јас навистина би се воздржала од било каков коментар на мислењата кои што се за Македонија. Дали тоа е пред се во насока да не се политизира? Веројатно да, значи да не се политизира и да бидеме непристрасни заради тоа што имате ситуации кога некои земји добиваат препораки кои што не им се допаѓаат на владите. И сега во таква ситуација, ако би се очекувало членот кој што доаѓа од таа држава да се чувствува непријатно прво како да гласа, дали или ќе гласа против или ќе гласа за, зависно од неговиот став и односи, така што со цел да не наставаат во непријатна ситуација и да знаат и сите и властите дека практично мислењата се градени исклучиво врз принципи, врз она што значи европски стандарди, без никакво мешање на членот кој што доаѓа од нивната земја, тоа е правило кое што сите го почитуваме. Колку ние ги разбираме сериозно пораките од Венецијанската комисија? Јас мислам дека
Сега јас можам да зборувам и од аспект на моето претходно политичко искуство и ако од тој аспект ги гледам колегите кои што потоа работеа, мислам дека Венецијанската комисија ужива сериозен углед во Македонија, дека сите препораки кои што се доаѓаат се добро прифатени, дека ние практично се обидуваме и јас не зборам само за мене, туку и за колегите после мене, се што ќе дојде како препорака од Венецијанската комисија да го имплементираме. Заради тоа што мислам дека тоа е еден вид на прифаќање на тоа дека ние навистина треба да го хармонизираме нашето законодавство како чекор напред кон Европската Унија, така што од тој аспект јас не сум забележала отпор од било која власт во било кое време кон она што значи препорака на Венецијанска комисија. Сите се труделе колку најдобро можат и умеат да ги имплементираат тие препораки. Од тој аспект мислам дека како држава можеме да бидеме задоволни. Јас се сеќавам кога имавме еден од законите на Венецијанска комисија, кој што го пративме на Венецијанска комисија во времето дека бев министер, побаравме, дури потоа од кога ги добивме препораките, ги внесовме во предлог законот и уште еднаш јас го пратив законот оди на комисијата и потоа добивме писмо во кое што се потврди дека сите тие препораки се имплементирани и тоа писмо овозможи полесно законот да помине во парламент. Следите тренинг гостинка во емисијата Рената Десковска, универзитетски професор од Правниот факултет, однедавна и подпредседателка на Венецијанската комисија, поранешно министерка за правда и за образование. Професорке, се чини дека извршната власт и судската власт последниот период се во некаква спрега. Судиите и обвинителите бараат зголемување на платата од 0,8%, премиерот вели не ги заслужувате ни тие средства бидејќи довербата ни е нарушена. Дали со евентуалното зголемување на платите или дали тоа би допринело кон враќање на довербата и зголемување на ефикасноста на правосудните органи? Односот помеѓу извршната власт генерално, значи повторно не лоцирам во било која влада и судството е комплициран однос. Значи секогаш од извршната власт, особено од Министерството за правда, се очекува реформи во сферата на правдата и потоа кога ќе се направат и реформи согласно на европски стандарди и се, останува еден вид на незадоволство кај граѓаните од судската власт. Заради тоа што како да нема разбирање дека досегот на извршната власт е во делот на креирање на законската рамка. Потоа законската рамка, односно имплементацијата на законската рамка, дали е во делот на судството, во јавно обвинителство, останува на правосудните органи. Тие се тие кои што треба да се изборат за сопствениот статус, за сопствената независност, во максимум да ги користат овластувањата кои што им се дадени. Во Македонија има Дали тоа значи дека не ажурноста, не ефикасноста на судството? Значи, ние имаме добри закони во таа сфера. Проблемот е што всушност во начинот на функционирање и во одредени спреги кои што ние ги гледаме дека постојат во делот на поврзаност, лобирања и слични активности. И исто така мислам дека е проблем кога се дава генерализација. Значи, ние одредени негативни епитети се лепат на сите судии. И тоа не е во ред. Се додека судиите не се спремни да го исфрлат она што е, да речеме, диво месо кај нив или оние луѓе кои што практично го нарушуваат нивниот углед, на сите ќе им се лепи етикетата. Зошто не може да излезат од таа спрега помеѓу одредени центри на моќи и Таа е задача која што пред нив стои и тука ќе покажат колку практично судскиот систем е дораснат или не. Заради тоа што уставно, правно, судството е поставено како независна, како трета власт. Значи сега, како што има законодавна, извршна, има и судска власт со власт во нивното име. Тие често пати не се однесуваат како власт и тоа е реално проблемот. Се додека немаат сваќање за својата улога во системот, улога која што ќе значи заштита на човековите права, улога која што ќе значи брана од политизацијата, тие не може да го добијат заслуженото место. Бидејќи го поставивте прашањето за финансирањето, односно за платите на
судиите. Ние сме во една чудна ситуација во тој дел, заради тоа што ние имаме законски одредби за тоа колку треба да изнесува судскиот буџет. И факт е дека во тој судски буџет, заради недостатоците кои што ги имаме финансиски во државата, не секогаш, односно никогаш не се алоцираат доволно средства. Ние треба да бидеме реални, или да ја преиспитаме одредбата која што постои во законот за тоа колку треба да изнесува судскиот буџет, или да ја имплементираме. Значи, тоа е еден недостаток кој што треба да си го решиме и да знаеме дека ако имаме законска норма, ја имплементираме. Не можеме да се вадиме на тоа дали имаме или немаме средства. А во однос на сферата на платите, моето претходно искуство покажа дека ние во државата имаме огромни диспаритети во она што значи плати во јавниот сектор. Мислам дека е тешка задача да има унифицирање, но сепак одредени поместувања треба да се направат во тој дел, заради тоа што тие разлики од различни институции, со исти работни места, со различни плати се гледаат и се чувствуваат. Јас сега дури гледам дека и во одредени во иста гранка, во министерства имате различни плати, што е исто така непријатно да имате луѓе кои што имаат исто ниво на работно место во една институција, а да имаат различна плата со луѓе од друга институција, што се дел од извршната власт, например. Денуве си поднесе оставка државниот јавен обвинител Коцевски, во понеделник ќе се избира ВД вршител на должноста. Идниот, новиот јавен обвинител веројатно ќе се соочи со главниот и можеби најтежок проблем, а тоа е случајот со трагедијата во Кочани. Може ли да дојде до преквалификација на делото? Значи, во делот на јавното обвинителство е како ќе ја води постапката. Јавниот обвинител, ќе видиме новиот каква насока ќе даде во тој дел, но мислам дека апсолутно не сакам да коментирам судски постапки кои што се во тек, но слушнавме многу коментари за обемноста на обвинението, за проблемот кој што може да излезе во водењето на судските постапки, а факт е дека таа трагедија која што силно ја погоди целата земја, сите граѓани, а граѓаните очекуваат ефикасна судска постапка во тој дел. Така што ќе видиме, мислам дека треба обвинителството, но и судот да покажат сериозен пристап во тој дел, заради тоа што човечки животи се во прашање. Никогаш не може да им биде алиби дали тоа е под притисок на еден или на друг. Секој што ќе си ја добие задачата согласно устав, согласно закон да ја врши, има обврска да ја врши таа задача, така што никакво оправдување не би им дошло во прилог или не може да се прифати никакво оправдување зошто од некого гонат, некого не гонат, значи тоа е апсолутно нивна одговорност согласно устав и закон. Дури не постапувањето значи одговорност идна за нив заради тоа што практично тие го прекршиле законот со селективно гонење или со, например, намерно гонење одредени лица кои што не треба да ги гонат. Значи тоа се две различни ситуации. Во последнава декада има ескалација на високиот степен на корупција и криминал. Неказнивоста создава безнадежност кај граѓаните. Амнестирање на моќници, промовирање на принцип на неказнивост е нешто што прво го руши системот на владење на право, а второ ќе биде пречка и на нашиот пат кон Европска унија и води кон нискиот рейтинг кој што тие го уживаат кај граѓаните. Сега, знаете како, ние често пати сме многу построги кон нашето судство отколку што се одредени други земји за нивните судства или за судството во Македонија. Јас се сеќавам една од идеите која што долго време се вртеше во македонската јавност беше вршење на ветинг на судиите. И тоа беше прашање кое што беше многу актуелно, беше форсирано. Дури се сеќавам дека тоа беше и во ваш мандат. Да. И едно од практично го гледавме и примерот во Албанија кој што се случуваше ветингот. Сега, например, во Молдавија оди ветинг на јавното обвинителство. И често пати кога ќе го, бидејќи знаете како,
ние во делот на организацијата на власт, дали ќе имате ваква или онаква извршна власт, поставен парламент, државите се слободни. Но кога станува збор за судството, бидејќи тоа е најклучниот елемент кој што е поврзан со владењето на правото, има стандарди кои што државите треба да ги почитуваат. Има препораки од меѓународните организации. Ние не сме сосема слободни да ги превземаме реформите во судството онака како што сакаме. И кога тогаш разговаравме околу делот на ветингот во судството, многумина однадвор велеа, вашата состојба во судството не е толку лоша како во некои други земји. Вас не ви треба ветинг. Значи, ние не направивме ветинг заради тоа што оценките тогаш од меѓународната заедница беа дека нема потреба, дека тоа може да го забави работењето во рамките на судството и водењето на судските процеси, што е факт, заради тоа што вие кои ќе извадите голем дел или добар дел од судиите надвор од системот, имате ситуација која ќе ви останат предметите и ќе треба да почнуваат од почеток. Така што ние мораме да си признаеме дека имаме квалитетно образование правно, имаме квалитетни суди, но она што значи битка кај самите нив со она што значи корупција и други влијанија, да речеме, треба самите да извојуваат таа битка со цел да се постават на нивото на задачата која што е пред нив. Дали е возможно прифаќање на амандман уставни промени со одложено дејство? Правно, технички е возможно. Значи, ако ме прашувате како правник, дали тоа може да се изведе во собранието. Но ако се земе аспектот дека сме веќе дел од преговарачкиот процес, сме се согласиле со... Нашиот барањето за измена на Уставот е надворешно барање, не е наш автентичен проект. И сега да бидеме реални. Секоја таква измена која што произлегува од надворешно барање, не сме ние сами слободни да ја креираме. Ако да можевме сами да се донесеме амандман со одложено дејство, без за тоа да имаме согласност од Европска унија или веројатно алудирате на бугарската ситуација во моментот, тоа ќе се направеше досега. Факт е дека за тоа ние немаме слобода сами да го направиме. Ниту пак имаме желба да го правиме за да задоволиме одредени услови. Така што од тој аспект она што е правно возможно, некогаш политички е бескорисно. Така што треба да се, доколку постои согласност од Европската унија, тоа да значи отварање на преговорите и кревање на ветото, апсолутно правно, уставно правно, технички може да се направи. Ако не постои согласност, џабе ќе го правиме тоа. Така што од аспект на она што значи односи со Бугарија, мислам дека е добро да си направиме прво правна проценка каква е нашата правна позиција, потоа каква е нашата политичка позиција во меѓународните односи, со цел да ги поставиме нашите позиции и да ги превземеме идните чекори. Професор Дисковска, одлучивте да ве прашам, одлучивте целосно ставите крај на политичката кариера? Да, во моментот кога излегов од владата, апсолутно се деполитизирав целосно, така што мислам дека беше еден интересен период во кој што колку што можев максимално се вложив и придонесов и исто така стекнав огромни искуства. Сега сум си на правниот факултет, што би рекла дома, и уживам во делот што значи работа. Го напуштивте тогашниот лидер Зоран Заев, политички се разединивте во ставовите или свативте дека она што првично сте го зацртале како владеачка гарнитура тогашна не оди во таа насока? Знаете како, во животот имате одредени епизоди кои што ги преживувате и во моментот кој ќе сватите дека тие ви се товар, а не уживате во тоа што го работите, мојот принцип е дека треба да си одам, така што она што беше мое политичко искуство, мислам дека што можев да дадам максимум дадов и решив дека понатака веќе тоа ќе биде на штета и на мојата здравствена состојба и на мојот живот, генерално на квалитетот на животот, така што решив да се вратам. Јас ниту излегов со кавга, ниту излегов со било што, со сите колеги со кои што сум соработувала досега, имам апсолутно коректни односи, така што одлуката беше моја, тоа и кога се формираше следната влада, имаше новинарско прашање од некој од вашите колеги до тогашниот мандатар
Зоран Заев како иден мандатар кој што го земаше мандатот, тогаш и тој самиот кажа дека излегувам на мое барање и апсолутно најпријателско беше моето излегување. Како изгледа Бермудскиот триаголник во кратки црти во правосудниот систем? Бермудскиот триаголник веројатно е судство, обвинителство и извршна власт, ама тука е МВР претежно, заради тоа што тука треба да се бараат клучните реформи. Јас често пати сум верила кога товарот и погледот за независност на судство и за судски реформи е кон Министерството за правда, ама всушност клучниот играч е Министерството за внатрешни работи, зашто ние можеме идеални закони да напишеме, ама оние кои што треба да гонат се овие три да судат. Така што Бермудскиот триаголник е ваш драмски текст, па две книги, поезија, новела и расказ. Тоа е средината на 90-тите. Да. Јас бев и член на Друштвото на писатели на Македонија. Значи, тогаш дебитирав со книгата Бермудски триаголник на анонимен конкурс кој што беше распишан. Дури не кажав ни дома, заради тоа што не знам дали ќе поминам и не сакав да чувствувам некаква непријатност заради неуспех на тој конкурс. Се сеќавам, отидов на некој зимски распуст во Крушево, кога се вратив, бидејќи во тоа време беа многу популарни весници, се читаа во секој дом и моите родители купуваа секој ден весник и им реков да ми ги чуваат. Јас кога дојдов дома, вртам и одеднаш гледам резултати од конкурсот, анонимно на шифра, значи моите не знаеа, Бермудски триаголник е одбрана да се објави. Тоа е политичка драма која што го опфаќа делот на периодот во време на Југославија на Голи оток. Значи, од тогаш сум покажувала афинитет кон она што значи политика и политички случувања, страдања на луѓето, така што ми е еден драг спомен, но од кога го завршив правниот факултет се откажав од она што значи пишување во областа на литературата и се насочив на правна литература. Како гледате денеска на социјалдемократскиот сојуз? Се случија промени внатрешни, одредени промени во партијата, веќе има реакции, дел негодуваат, некои ги охрабруваат, но од друга страна се чини дека подолг период Социјалдемократскиот сојуз по два последователни големи порази не може да се консолидира. Консолидира многу неслучајно го спомнав како збор, бидејќи СДСМ многу често го спомнува, се консолидиравме. А како велат се консолидиравме, така се поголеми порази доживуваат. Значи, ако гледате дека во моментот, или ако ги анализираме локалните избори, видовме сериозен пат во бројот на гласови генерално кај сите политички партии и сериозен пат на излезноста на граѓаните, што покажува една генерална разочараност и апатија, што не е добар сигнал, заради тоа што немате веќе субјект кој што изворно ги привлекува граѓаните. Држава во која што имате слаба опозиција има ризици во себе. За секоја држава е здраво да има опозиција која што ќе може да ја контролира власта, да парира, значи да биде закана да ја става на вистинскиот пат кога ќе сака да излезе. Во моментов кога го правиме ова интервју, председателот на партијата е во Брисел да се пожали дека власта ја урива демократијата, особено денове откако беше изгласана и онаа резолуција во собранието од страна предложена од власта за мигрантите. Дали на сцена не е еднопартизам? Знаете како, во моментот кога немате силна опозиција, но имате и сериозни сигнали на апатија кај граѓаните, имаме проблем кој што треба да го решат политичките партии. Факт е дека не е долг период поминат, дури ни еден цел мандат не е поминат од моментот на последните парламентарни избори. Значи, демократијата е секогаш циклус. Не можете да сега во овој период, кој што е уште прв мандат на една владеачка партија, треба да очекувате таа да биде најсилна и да го зголемува рейтингот. Секогаш обично кога се после првите парламентарни избори со реформи, со работа, со се, треба да расте рейтингот на, или вообичаено расте рейтингот на партиите на власт, бидејќи тоа е природен процес. Во моментов имаме ситуација во која што практично немаме опозиција која што сериозно ќе парира, од друга страна имаме пати кај гласовите на владата. И тоа мислам дека своја улога има и процесот во кој што ние сме затворени.
пред вратите на Европската Унија. Секогаш ако го анализирате минатиот период на развој во македонската политика, секогаш импулсите за сериозен пробив биле поврзани со некакви надворешно политички прашања. Така што кога би имало поместување во делот на она што значи напредок кон Европската Унија, кој што јас искрено го посакувам, во тој случај би имале и раздвижување и на политичката сцена. Така што овој момент не е баш најповолен ниту за власта, ниту за опозицијата. Секако власта е во подобра позиција, а опозицијата треба сериозно да работи за да си го поврати рейтингот. Сепак, дали Мицковски, ВМРО, ДПМН се пресилни или Социјалдемократскиот сојуз е се послаб и послаб? И дали ова води кон авторитарно владење? Знаете како, за авторитарно владење треба да постојат предуслови кои што ќе значат кршење на човекови права, уништување на слобода на владење, местење на послушници во независните гранки на власт. Значи повеќе работи се кои што ќе можеме да третираме дека постои авторитарно владење. Јас мислам дека во овој момент владењето на оваа гарнитура на власт е подобро отколку власта на Груевски во изминатиот период. Така што од тој аспект не ги гледаме ние сериозни проблеми кои што постоеа во времето на Груевски, кај што Македонија под силниот авторитарен популизам стенкаше. Ви имавте проблеми вие како новинари со различни тужби кои што ви се заканува, она што значеше затварање на слобода на говор, политички притисоци и слично. Така што од тој аспект јас не гледам таков пробив од власта, но факт е дека имаме слаба опозиција која што не може да и парира. Но исто така има силно незадоволство и од кај граѓаните и од страна на власта, така што малку се покомплицирани односите и не можеме да ги гледаме црно-бело ни од аспект на власт, ни од опозиција, но затоа велам дека ако има одреден развој во делот на меѓународната политика, мислам дека тоа ќе може да ги придвижи односите. Ви благодарам што гостувавте во Тренинг. Ви благодарам на поканата. Професор доктор Рената Десковска, гостинка во емисијата Тренинг, од неодамна подпредседателка на Венецијанската комисија. Кратка пауза и продолжуваме со следниот соговорник за ово издание на Тренинг. Следете. Мислам дека е пребрзо. Сите други држави едноставно сепак им требаше повеќе време да ги водат преговорите по кластери со Европската Унија, така што мислам дека и на Северна Македонија ќе треба повеќе време за да ги прилагоди, за да се дохармонизира, да ги унапреди институциите. Не мислам дека платите на докторите се во однос на многу други професии за живот во Македонија дека се мали. Стално секој ќе сака повеќе. Не можеме да се споредуваме со земјите од Западна Европа, бидејќи ево колеги многу што отидоа таму и не е некоја разлика која ќе ги земеме во предвид и начинот на живот, и живеалиште, и општо колку кошта живењето во западна европска земја. Бугарија бара спроведување на уставните промени. Атина негодува поради фактот на последните изјави на премиерот Мицковски дека го вратиле уставното име. Брисел бара фокусирање на реформите, битката против корупцијата и криминалот, но и спроведување на договорот подпишан меѓу Скопје и Софија. Но и за системските слабости, со кој подлог период се соочуваме како држава. Гостин во ово издание на Тренинг Илина Мангова, политиколог. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов. Во последната ваша колумна пишувате за системски слабости, а во вокабуларот на политичките елити се зборува за системски пропусти, нефункционалност на системот. Се констатираат слабости, а без при тоа ништо конкретно да се презеде. Дали водиме адхок политика? Да, во тој текст јас ја анализирав целокупното водење на политика на некој начин во изминативе, се осврнав на изминатите 10, 20, па дури 30 години, во кој што во еден период започна премногу на политиката да се третира проектно.
да се запоставуваат системскиот пристап кон институциите, кон водење на држава, кон водење на институции и носење и спроведување на јавни политики. И тој проектен пристап во водење на политиката во подолг период стана многу доминантен, премногу се расшири кај сите политички елити и направи штета и во наративот, но пред се во тоа како се водат институциите. И сега гледаме еден позитивен развој на тоа политичари да идентификуваат и системски слабости и да увидуваат дека нема систем во одредени области и да се осврнуваат на некои работи да ги решаваат системски. Тоа е долг и тежок процес, не бара огромен ангажман, многу ресурси и длабински пристап во водење и на институцијата и решавање на проблемите. Еве таков пристап е, да речем, системот безбеден град. Гледате, веќе од тест период се свати дека треба да се прошири на 2 месеци тест период и има многу работи кои што системски ги адресира. И очекувањето е дека и веќе гледаме резултатите дека ги намалува жртвите во сообраќајот. Како да се воспостави функционален систем во услови кога немаме континуитет некако во водењето на и креирањето на политиките? Напротив, со секоја промена на власта, секоја гарнитура воведува или укинува одлуки и политики на претходната гарнитура. Без разлика дали тие биле добри или лоши. Пред се со јакнење на свеста кај политичките елити. Значи со нивно освестување дека не се што направила претходната влада било лошо. За жал, мислам дека има една динамика во политичките елити да стануваат пренегативни кон тоа што го направила претходната влада. Се зборам за назад 20 години. Не е ова или она, туку сите политички елити, ако ги гледаме севкупно, чесна исклучоци е кога продолжуваат политики и реформи кои што ги започнал претходникот во нивната институција. И тука е, мислам дека политичарите и сами кога имаат идеја и визија за нешто поголемо, после стануваат жртви на една пиар трка, кој ќе биде попопуларен, кој ќе биде повидлив. Живееме во општество во кој што континуирано јавноста е изложена на разновидни информации и времето кое што го добива еден политичар во очите на јавноста се смалува се повеќе, а тие во трка да станат и да бидат популарни ги запоставуваат големите процеси, запоставуваат да се посветат можеби подлабински, да се запознаат со она што треба да го прават, како да ја менуваат институцијата, како да ги унапредуваат тие процеси и да донесат вистински системски промени за граѓаните. Мангова 2000, ќе ве навратам 2003, доека сте во Институт за демократија. 2013. Пишувате и констатирате дека меѓу политичките елити нема волја за справување со корупцијата. После неколку години препознавате ли некаков напредок во тој дел? Па имаме суштински разлики од 2003 до 2025. Се што прават политичарите, не се што прават, но многу од тоа што се случува во политиката и во државата е сега многу појавно. Значи, одредени процеси станаа потранспарентни, од друга страна медиумите и граѓанските организации се многу повеќе имаат увид и изложуваат и опозицијата и претходната ова се изложуваат што прават оние кои што имаат власт и моќта да менаџираат јавни и државни ресурси. Така што мислам дека веќе ниедна влада не може да си дозволи да игнорира корупцијата и да ја запоставува, бидејќи и кога се случува тоа, се случува голем губење на значено гласачко тело. Така што
сега мислам дека има значително повеќе адресирање на коруптивните дејности отколку што имало 2013 и дека тие процеси бараат и се повеќе нормално мора да се продолжи да се има фокус на тоа, се повеќе да се работи на разобличување на коруптивните дејности од минатото или од сегашната, но и да се прават превентивни мерки за да едноставно да не влезе некој функционер во коруптивни дејствија кои што ќе бараат потоа гонење, истражување и така натаму. Значи, пред се треба да се зголемува превентивната улога во рамките на извршните институции со цел да луѓето да ја вратат довербата во институциите. Илина Мангова, политиколог, гостинка во Трилинг. Мангова, Албанија и Црна Гора забрзано на патот кон Европската Унија. За нив дури има и конкретни датуми за нивно евентуално членство. Во меѓувреме Македонија стагнира. Зошто ова не се случува? Дали бугарското вето или политиката на Софија кон нас е доволна причина за ваквата стагнација или ние Бугарија ја користиме како алиби за неспособноста да ги реализираме обврските зададени од Брисел? Па не можеме да игнорираме реалноста дека земјата доживеа прво вето во 2019 кога беше заедно со Албанија. Значи тогаш Македонија и Албанија се третираа заедно и Македонија практично единствено тогаш уназади поради Албанија, не поради тоа што таа не ги имаше исполнето условите. Потоа ветото го презеде Бугарија и сега имаме значаен противник на продолжувањето во рамките на Европската Унија, на продолжувањето или започнувањето на тие преговори. Се разбира дека не сме да биде тоа изговори дека ние домашно треба да се работи на реформите, бидејќи тие се за самата земја, за институциите, за граѓаните, за поголема ефективност, но неопходно е паралелно политички, бара голем политички дипломатски ангажман за да се справиме со тој тврд став на Бугарија, кој што прави долгорочна штета на нашата интеграција, но не може да се игнорира дека таа е реалноста која што Македонија ја наидува во евроинтегративните процеси. Мангова, што мислите? Ако пред одреден период зборувавме дека Македонија може да стане, тоа чинам дека беше во владата во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, кога зборувавме за конкретен датум 2030 дека Македонија ќе стане членка, дали денеска од денешна перспектива може да зборуваме дека шансите да влеземе во 2030 се реални? Не се реални. Не може, значи прво мораме тоа да се има согласност нели од страна на Советот на Европската Унија, а потоа внатрешните реформи мислам дека е пребрзо. Сите други држави едноставно сепак им требаше повеќе време да ги водат преговорите по кластери со Европската Унија, така што мислам дека и на Северна Македонија ќе треба повеќе време за да ги прилагоди, за да се дохармонизира, да ги унапреди институциите, едноставно да одговори на сите критериуми, копенхашки критериуми кои се поставени од страна на Европската Унија и да ги зајакне своите институции и она што го испорачува до граѓаните. Дали во ситуација кога речиси сите земји од нашето обкружување и таат на патот кон интеграција во ЕУ, а ние стоиме се уште во место, може да создаде внатрешно незадоволство, па и политички тензии, па до степен на меѓуетнички тензии? Мислам дека ние како држава веќе подолг период ги чувствуваме последиците од застојот во европската интеграција и тоа го гледаме преку големиот степен иселување на граѓаните,
незадоволство од квалитетот на животот во земјата, слабоста на испорака од државните институции кон граѓаните генерално и апатичноста кај граѓаните но она што мислам дека е во однос на меѓуетничките односи, историјата ни покажува дека тие се пред се водени од партиските релации и дали ќе бидат меѓуетничките односи стабилни или нестабилни зависи од значително партиско-политичка одлука. И тука се разбира препораката би била дека не треба да се злоупотребуваат меѓуетничките односи за подобрување на партиските позиции во јавноста. Значи мораме да се прифати дека меѓуетничките односи треба да бидат нешто што треба да се негува па по цена и на можеби нека политичка кариера или слично, но едноставно да се вложува континуирано во нивна хармонизација и меѓусебна почит помеѓу сите етнички заедници во земјата. Благодарам за разговорот. Млада харизматична докторка која пред се на пациентите им пристапува со пријателски однос, а во работата ги применува своите знаења, усовршувања стекнати од нејзините постари колеги, но и експертите од странство. Вака ја опишуваат колегите доктор Виолета Мојсовска-Наумовска од специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан во Охрид. Добре дојдовте во емисијата и благодарам што дојдовте специјално од Охрид во Скопје. Ви благодарам на поканата, чест ми е да седам на столче на кој седеле неверојатни луѓе, како ваши гости претходно, и во ваше друштво, новинар кој го прави ова искуство. Лесно е и така убаво искуство. Доктор Мојсовска, еден од поводите за вашето гостување е од днешното учество ваше на една од најголемите конференции во Дубај, посветена на интервентната кардиохирургија. Со што ги импресиониравте вашите колеги таму? Само на почеток мала поправка за интервентна кардиологија. Значи, ова се процедури кај што немаме сечење, кај што немаме оперативен зафат, со минимално инвазивни процедури и постапки ги третираме одредени болести кај пациентите, за разлика од хируршкиве каде што имаме сечење и рез и оперативен зафат и така натака. Во однос на прашањето што ми го поставивте, значи овој конгрес PCR Gulf GIM е еден од најголемите, ако не најголем на истокот, на источните земји, кој се одржува веќе 15-то издание беше ова годинава во Дубај. Едно место каде што за разлика од европските конгреси имаме една друга група на луѓе, различна група на луѓе од земји кои функционираат различно од европските земји. Правилата се генерално во основа исти, ги следиме сите истите правила, меѓутоа убаво е да се слушнат искуства, да се видат на кој начин се функционира во нивните установи, на кој начин се практикува интервентната кардиологија. На овие конгреси има повеќе сегменти. Одреден дел се представување на големи студии на новини во интервентната кардиологија кои се презентирани од големи болници, од фармацевтски компании во кои за жал ние како држава немаме уште простор директно, иако има поединци кои се занимаваат со таа научно-истражувачка работа, но директно не сме учествувале во ни јас ни некој од установата наша во некои вакви големи истражувања. Друга група се овие презентации на случаи, како што имав јас, во која презентираме на кој начин сме го решиле одреден проблем. Тргнуваме ние под некои тие правила и прописи кои ни се дадени, заглавуваме во процедурата, конкретно моите случаи беа. Не оди по овај редов на нештава, сакаме да му помогнеме на пациентот, сакаме да најдеме решение и наоѓаме алтернатива. Алтернатива која не е на штета на пациентот, а на крај, откако сме направиле обид, сме добили одличен резултат. Имавте можност да споделите различни мислења, ставови, да чуете нешто ново. Ако направите своевидна компарација со македонскиот здравствен систем, каде сме ние тука во делот на едукацијата, до усовршувањето? Кардиологијата во Македонија е на завидно ниво во однос на
процедурите кои се извршуваат кај пациентите во однос на искуството кое интервентните кардиолози го имаат во државава. Во секој случај имаме, посебно западноевропските земји, имаат процедури кои ние ги имаме, но не се така лесно достапни, бидејќи голем дел од тие понови процедури и диагностики не се покриени од фондов и се во ограничена количина, најмногу заради финансискиот дел, па не можеме редовно да ги употребуваме, со тоа и рутина немаме со употребување на тие некои понови, најчесто во правец на диагностика, апарати и материјали кои се користат. За разлика од нас, значи во Европа се тие многу подостапни, веќе се рутински станати, меѓутоа на сите овие конгреси имаме едукација, имаме hands-on learning сесии каде што можеш да пробаш како би изгледало да го осетиш материјалов, да го фатиш материјалов, да имаш идеја како функционира и каде би го употребил во праксата. Потоа и теоретскиот дел во секое време имаме достапност. Можам да кажам дека општо македонските кардиолози ги следат правилата на Европското здружение за кардиологија и сме рамо до рамо во однос на знаењето и на практикување на моменталните правила и насоки кои светот ги користи и кај нас. Доктор Кедев неодамна излезе со едни фрапантни податоци за потоа да се формира таа комисија која треба да ги истражи неговите тврдења, па се установи дека неговите забелешки се делумно точни. А тоа е, например, дека од 19 вкупно операции, на 10 се потврди дека тие се непотребно направени. Стентирање, бајпас, присадување на срце. Кој тоа прави профит на грбот на пациентите? Лично јас се чувствувам многу млад кардиолог, да кажам, за да директно давам директни ставови. Мој некој став читаш и размислуваш, пак се и во таа група која се споменува. Професорот Кедев има долго искуство, неверојатен професор, неверојатен доктор, интервентен кардиолог. Стојам на негова страна дека сме виделе, знаеме дека има и хируршки интервенции, и интервентни процедури, голем дел од овие амбулански прегледи, понекогаш и на инсистирање на самите пациенти, за жал. Да се направи контрола, да видам уште еднаш, или на колеги кои не се директно инволвирани, поврзани со кардиологијата, па може би немаат искуство, па инсистираат на некои непотребни прегледи. Не сакам да мислам дека се работи за некој да профитира врз пациентите. Искрено, овие процедури, ево јас, например, сум видела лично пациент каде што е направен бајпас на нога, каде што нема потреба, неговата нативна природна артерија е проодна, и теоретски пациентот во моментот нема компликација. Меѓутоа, поминал хируршки зафат, кој можел да има оперативни, постоперативни компликации и теоретски во тој момент го загрожуваш и животов на пациентов, што е недозволиво. Дека има наоди има, јас верувам дека професор Кедев има информации повеќе од доволно кога застане јавно и тоа е еден од ретките кој има право да застане и да каже мислење и став, и сигурно сум дека ќе најдат начин да го доиспитаат тоа и на крај на денот најмногу заради пациентите и покрај тоа што е тоа огромен трошок и за фондовски се покриени голем дел од тие операции, кардиохируршките операции, да најмногу да се заштитат пациентите од тие непотребни операции и од ризикот од било какви компликации и да му се наштети на пациентот повеќе од што ќе има корист во тој. Зошто доминира профитот пред се, особено кај вас, луѓето во белиот мантил, наместо вие пред да стартувате со работа, се колнете во... Се колнеме, да, во право сте. Не знам каде попатно јас... Се изгубија ли етичките вредности? Не сакам да се надевам дека е така. Јас кога почнав со работа и си амбициозен, волонтирав 2,5 години, одев како волонтер без никаква надокнада и немав проблем што одам како волонтер на работа. Бев решена за кардиологија, бев решена да работам во институцијата каде што сум сега и ништо не ми представуваше проблем да го чекам моментот кога ќе го добијам решение. Тогаш ми викаа: млада си, ќе видиш до прва, нема да ти е сеедно да работиш за џабе. Не мислам дека платите на докторите се во однос на многу други професии за живот во Македонија дека се мали, стално секој ќе сака повеќе. Не можеме да се споредуваме со земјите од Западна Европа, бидејќи ево колеги многу што отидоа таму и не е некоја разлика која ќе ги земеме во предвид и начинот на живот и живеалиште и општо колку кошта живењето во западноевропска земја.
Сметам, јас ево и ден денеска се уште ме носи таа некоја желба за работа, задоволството на пациентите. Уште не сум дојдена до фаза да имам потреба и не ја разбирам потребата да се употребуваат пациенти, бидејќи реално секој на маката има пациенти кои немаат, кога ние ќе го презентираме дека е многу тешко, многу страшно, тие ќе дадат све. Не е фер и не сметам до дека одредени фрапантни податоци, а тоа е дека кардиоваскуларните заболувања се главната причина пред се за смртноста во Македонија. Дури и старосната граница е поместена. Зошто е тоа така? Долги години кардиоваскуларните заболувања на светско ниво се на прво место. Во добро развиените земји, во високо развиените земји веќе тој процент се намалува, но во умерено и ниско развиените, во кои спаѓаме и ние во некоја средно развиена држава, тој процент се уште за жал расте и како што кажавте, возрастната граница е многу намалена. Сега имаме деца од 15 години со хипертензија, со притисок, деца од 20 до 30 години со диагностициран инфаркт. Јас кога почнав пред 15 години, некој на 20 години да ми кажеше имам проблем, ќе му речев не чекај, не прави гужва во болницава. Сега немаме гаранција дека нема ништо, бидејќи имаме во пракса многу често за жал случаи со сериозни кардиоваскуларни заболувања. Сметам најпрво дека е начинот на живот, отсуството на физичка активност, начинот на исхрана, обесноста присутна кај младите луѓе, овие сите ризици кои не се превенираат и кои за жал бегаат од контрола. Тој е лежечки начин на живот, пред телефони, пред телевизија, пред компјутери. Тие се најголеми ризици во детска возраст и во 20 до 30 години млади луѓе да имат кардиоваскуларна болест. Иначе по природата на нештото кардиоваскуларните болести, тие замастување на крвните садови е нешто на процес на кој му треба време. Изложеност подолго време можеби на некој ризик кој не се видел, не се спречил, не се работело на тоа. На 20 години да имаме атеросклероза на крвни садови кај млад пациент е реално процес што не го очекуваш толку брзо да земе замав, а се случува многу често. Доктор Наумовска, пред неколку години сте се соочиле со непријатност при извршувањето на вашите работни обврски. Сте побарале, како специјализант говорам, да ви бидат исплатени средства кои ви следуваат согласно специјализацијата. Дури сте се довеле до ситуација на судски процес. И тоа се случува во време кога во државата има недостиг на специјализанти. Како гледате на овие ретроградни случувања? Од една страна имаме дефицит на медицински кадар, од друга страна не ги почитуваме и оние кои ги имаме. Тука е тој оние со кои располагаме. Тука е тој проблем со институционалната поддршка. И младите кои сакаат да одат во странство, јас ви гарантирам дека најголем дел, ако не и сите, не име проблем финансискиот момент. Проблем е тој поддршка од институција, тој некој ред на нешта, законски, да се заштити докторот како вработен во болница. За жал поминав низ нешто што можам да кажам дека во моментот и беше разочарување за мене како некој ви кажав ево пред да почнеме емисијава, некој што го сака Охрид, што ја сака установава, сакам да работам таму и во ниеден момент не сум помислила да одам на друго место и разочарувачко е да го доживиш тоа на место каде што си сонувал да работиш и каде што сметаш дека ќе направиш најмногу и најголем успех. Тие одредени работи те тераат можда да станеш поборбен, процесот заврши со одлука потврдена за мене. Јас ништо не барав што не ме следуваш и што други установи не го даваат на специјализантите, бидејќи тоа е законска обврска на институцијата. Меѓутоа, не треба да е така, не треба да се бориме ние за нашите права, треба институцијата да не заштити, да ни ги заштити нашите права, да ни даде можност да се едуцираме, да ни даде можност да работиме и да одиме напред, да не мотивира, ево, институција мора да те мотивира да направиш случај. Ако ти примиле случај на Европски конгрес, на некоја голема конференција, на место каде што ја презентираш не само себе си како Виолета Мојсовска, туку доаѓам од Охрид, од Македонија, од институција за кардиоваскуларни болести. Ја презентираш институцијата и сите вработени во моментот, и менаџментот, и доктори, и све. Треба тоа да биде причина институцијата максимално да поддржи доктор во таква ситуација. Кај нас реално не е така. Меѓутоа треба да е полесно и да е со поголема поддршка од институцијата, бидејќи на тој начин и ќе се мотивираат други млади доктори кои се можда со намера да одат странство, да слушнат дека и во Охрид има болница која функционира перфектно. Во Охрид има центар регионален кој прегледува 350
илјади луѓе годишно, луѓе кои доаѓаат по 3-4 сати од Прилепско некое село, токму кај нас, бидејќи се задоволни од односот, од разговорот, од прегледите, од посветеноста на персоналот, и да знаат дека не мора да е странство, не мора ни да е Скопје, може и во помал град, и во помала средина, од еден доктор да трне и да се направи таков центар кој ќе функционира и центар во кој локално пациентите ќе го добиваат тоа што го заслужуваат. За пофалба е, ако ми е точна информација, дека во времето на пандемијата, болницата во Охрид успеала да ги згрижи голем број на пациенти кои биле на кислородна поддршка, да ги извлече од смрт, да речеме, во најмала рака. Во склоп на интензивна нега ние имаме и работиме со дел анестезиолошки, што го имаме научено, бидејќи имаат потреба пациентите. Имаме пациенти кои доаѓаат во тешки состојби, дали со инфаркт или во тек на интервенција, каде што голем дел од лекариве ги владат и анестезиолошки процедури на интубација, на водење на пациент на респиратор и сите потребни напредни техники на анестезиолошко лекување, кои не ни одат со во склоп на специјализација, но сме ги совладале зашто имало потреба. Во тек на ковидот се створи една состојба каде што воопшто во болницата Охрид на анестезиолошкиот оддел дел функционираше и со пациенти кои има анестезиолошки потреби хируршки од болницава, не е тоа голем оддел и тие пациенти потешки завршија кај нас, најмногу заради тоа искуство. Иако ние отворивме оддел во тој дел од болницава што е за кардиоваскуларна рехабилитација, не беше официјално и ден денес не е официјално болнички дел, тоа се како хотелски соби, тоа се го прилагодивме и функционираше неверојатно со персонал комплетно ангажиран во одделов за ковид, од доктори, од сестри, болничари, технички персонал, работеше све неверојатно функционално организирано, иако немавме искуства и ден за ден читавме нови препораки, кој како ќе каже, немавме искуство со самата болест. И беше период што беше многу тежок за нас, но голем дел од пациентите кои успеавме да им помогнеме, кои успеавме да ги извлечеме и да им дадеме шанса, нивниот број е прилично голем и ни е драго што бевме, ете, може би без да не прашаат, може би не ни беше да не прашаат, ќе речеме не ни е нас местото тука, меѓутоа со искуството што го имавме се покажа дека со право го отворија ковид центарот кај нас и резултатите ни беа одлични, иако за жал имавме и загуби, ама на сите ни јасно како беше тој период каде што на многу работи контрола се немаше. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам, чест ми беше задоволство. Се приближуваме кон крајот на ова издание на Трилинг и следува рубриката Знаење што менува. А во неа зборуваме за кариерен развој, поддршка и вистинска улога на образованието во градењето на луѓето. Наш гостин е Ивона Игнатовска, дипломиран андрогог и раководител на кариерниот центар во СЕМОС Едукација, која секојдневно работи со студенти и професионалци на личниот професионален раст, како андрогог и со специјализација на човечки ресурси и силен фокус на комуникација и поддршка. Ивона создава средини во кои студентите се слушнати, мотивирани и охрабрени да го достигнат својот целосен потенцијал. Во Трилинг разговараме за важноста за континуирано учење, улогата на менторството, како вистинска поддршка може да направи клучна разлика во развојот на една кариера. Јас сум Ивона, раководител на кариерниот центар и студентска поддршка во СЕМОС Едукација. Мојата улога е да бидам со студентите од првиот ден кога ќе донесат храбра одлука да започнат академија, па се до моментот кога ќе зачекорат во нова и професионална приказна. Во СЕМОС Едукација академиите се многу повеќе од часови и наставни програми. Тие се процес на професионален, но и личен развој. Секој студент што ќе влезе кај нас доаѓа со различна позадина, различни желби, а со себе носи и различни стравови. И мојата задача е да се погрижам таа приказна да има убав тек и успешен крај, со стекнати знаења, вештини, искуство и секако чувство на самодоверба. Знам колку е важно да имате некој што верува во вас, особено кога правите голема промена. Преквалификација, доквалификација
или надградување. Затоа, уште од првиот ден, им помагам на студентите да се адаптираат, ги насочувам како да го организираат времето, секако им реализирам и работилници за мотивација, им помагам да ја надминат кризата, која што доаѓа во првите 2 до 3 недели после започнувањето на академијата, кога станува тешко. Но верувајте, тоа е нормален дел од процесот и затоа никогаш студентите не се сами. Организираме различни типови на работилници, кои не се само за знаење, туку за градење на личноста. Работилници за запознавање и тимска работа, комуникација и меки вештини, управување со време и продуктивност, подготовка за проекти, презентации и реални проекти. Денес не е доволно да знаете само една технологија или едно софтверско решение. Компаниите бараат цели и оформени личности, луѓе што размислуваат, комуницираат, решаваат проблеми и имаат стабилна самодоверба. Ние, како Семос Едукација, постојано сме во тек со тоа што се бара на пазарот на трудот. Академиите ги менуваме, ги надградуваме и ги приспособуваме на технологиите кои се актуелни, за да не учите нешто застарено, туку нешто што веднаш може да го примените. Имав студент кој дојде со огромен страв дали ќе може да ја следи програмата. По само 3 месеци со континуирана работа, мотивација и поддршка, тој веќе учествуваше во тимскиот проект, го изработи и на крај го презентираше пред компанија. Денес тој студент работи токму во таа компанија, а ваквите примери, кои ги имаме многу, се најголемата награда за нас. Кога студентите ќе завршат, кариерниот центар станува нивниот најсилен сојузник. Ние ги подготвуваме за интервјуа, им помагаме да го креираат CV-то и портфолиото, како и својот профил на LinkedIn. Ги поврзуваме со компании што бараат нови таленти. Ги пратиме на интервјуа и ги следиме чекор по чекор. Многу од нашите студенти ја започнуваат својата кариера токму преку ваквите можности. Процесот на учење не е краток пат, но е пат што вреди. Преку академиите не добивате само знаење, градите нова верзија од себе, посамоуверена, повешта и подготвена да направи промена. И ние сме тука во секој чекор од тој пат. Заедно ја пишуваме приказната, а вашата приказна може да биде следната успешна приказна што ќе ја раскажеме. Следевте Трилинка во ово издание на ТВ магазинот 4 дами. Секој со свој видување, од аспект на нивната професионална обсервација. До видување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilink.mk.